Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Христос се обреза. Христина се обреза. Христос се обреза. Христина се обреза. Христос се обреза. Христина се обреза. Чести наш Отче, возлюбени во Христа Бога, драги браќи и сестри, Вене Светата Црква Божја се радува, се весели. Видејќи се мудриот Бог, промислител, кој избра да се роди во јасни, во вистински вече, во 8-тиот ден од своето раѓање, бил доведен од својата мајка, Пресветата Богородица и светиот Јосиф Благочестивиот, со цел да биде обрезан, исполнувајќи го законот по Стариот Завет, даден на Авраам. Заветот според кој Бог му вети на човекот дека ќе се грижи и ќе го води кон неговото спасение, додека човекот се обврза себе си, дека ќе го пази законот Божи. Во истиот тој момент на Христа го било дадено името Исус, на малиот младенец Богочовек, онака како што благовестил архангелот Гавриил. Обрезанието е уште голем доказ дека Христос ја прими сецело, вистински сета наша човечка природа. Сецело онака, а не онака како што учеле голем број на ереси и еретици уште во тие времења, па се до ден денес. Христос Бог е последниот обрезан според законот Божи и ставил печат на законот со неговото обрезање. Додека во Старозаветната црква владел законот, новата епоха од спасението на човекот е исполнета со благодатта на Светиот Дух. Светото крштение представува новозаветното обрезање. Обрезањето, значи, е заменето со светото крштение. Овој свет празник и поминатаму треба да биде наш подсетник на тоа колку Бог совршено смирен, колку чини за нашето спасение и да се запрашаме себе си каде сме ние, колку сме доследни, колку доследно го чуваме заветот. Драги браќа и сестри, ние денес уште го чествуваме и славаме великиот архиепископ Кесаријски Свети Василий, роден во времето на Константин, кога Црквата Божја ја потресувале големи ереси и се осочувала со големи проблеми. Свети Василий представува еден од највозлюбените отци на Црквата Христова, истински столб на христијанството, уште и наречен од Светата Црква Божја пчела која на верните ги храни со мед, додека на еретиците водило и осило. По нашата традиција на Светата Црква Божја, до сет ден денес е останата традицијата за замесување на Василопитата во времето кога оваа традиција останува уште времето на Светиот Василий Велики, кога кој е Божи угодник, научен од Бога, во областа каде што тој бил архиепископ, владеел некој си алчен и груб владетел кој со својата војска многу често ги ограбувал градот. Кога Свети Василий Велики дознал дека повторно тој доаѓа и да ги ограби градот, пресретнувајќи го на полпат, ја презрел неговата намера и му ги принел сите златници кои што ги поседувала општината кај што тој служи. Презрен епархот се посрамил, не сака да ги прими парите и златниците
и замина од местото. Свети Василий Велики, соочен со новиот случај, надарен од Светиот Дух, побара од неговите готвачи да замесат по една мала пита во која би поставиле делови од златниците, од оно што би го земено од луѓето, од мештаните, со цел да им го врати назад, и тој не знаел кому ќе паѓа. И на тој начин се случува едно чудо во кое сите граѓани и мештари од местото каде што служил Свети Василий си го добре назад своето богатство. Драги браќи и сестри, по молитвите на Светиот Василий Велики и нашата пресвета мајка Богородица, Господ да не помилува и спаси и нека ни честита нашата нова година, календарска, православна нова година. Христос се обреза! Вистина се обреза!